На најголемиот годишен политички собир во Кина, слика на доверба и покрај растечките економски предизвици. Премиерот Ли Џијанг постави цел за овогодишниот раст на околу 5%, една од најбрзите во светот. Оваа цел е поддржана од потенцијалот за економски раст и поволни услови. Но зад оптимизмот, Кина се соочува со големи предизвици. Долготрајната криза со недвижностите остави пат на цените на куќите и празни згради и сега новите американски царини го погодуваат извозот на Кина, додавајќи поголем притисок. Американскиот претседател Доналд Трамп ги удвои царините за Кина во споредба со неговиот прв мандат. На обраќањето во Конгресот тој не покажа знаци на повлекување. Другите земји користеат царини против нас со децении, а сега е наш ред да почнеме да ги користиме против другите земји. Оваа недела Кина воведе царини за американските земјоделски производи, но аналитичарите го оценија одговорот како воздржан. Иако царините на Трамп беа сеопфатни, на Кина беа многу поселективни и насочени кон одредени индустрии и активности, специфични производи. За да ги издржи царините, Кина се обиде да ја даде приоритет на бавната домашна потрошувачка, но незината економија се уште е ранлива. Во Кина се уште има хиперпродукција, така што извозот се уште им е потребен на многу компании. Царините наменети од администрацијата на Трамп ќе имаат влијание. Колку добро Пекин ќе се справи со овие предизвици, ќе покаже дали неговата доверба се совпаѓа со реалноста.